Добредојдовте во Зебра. 17 мај е меѓународниот ден за борба против хомофобијата, бифобијата и трансфобијата. 23 години хомосексуалноста веќе не е дел од меѓународниот регистар на болести на Светската здравствена организација и токму затоа оваа недела ја посветуваме на оваа тема, прашувајќи дали представниците на ЛГБТ заедницата во Македонија ги уживаат и може да ги остварат истите права како и сите останати граѓани на нашата држава. Со нас денеска во студиото на Зебра се блогерка, позната во скопските урбани кругови и некојаш уредничка на магазинот Life, Билјана Црвенковска. Добре дојде во Зебра. И Зоки Здравевски, исто така блогер и влијателен на социјалните медиуми и голем поддржувач на Зебра со коментари наречиси на секоја емисија и тема. Добре дојде, Зоки. Добре. Ви благодариме што ја прифативте поканата да бидете дел од Зебра. Како што Ели најави, денеска е Светски ден против хомофобијата. Зоки, дали себе си се сметаш за хомофоб и дали како го перцепираш македонското општество, дали тоа е хомофобично ако го споредиме со другите, не знам, во некоја релативна смисла? Па, терминот хомофобија како фобија, како страф од различните по сексуална определба, не го сваќам како релевантен. Не гледам дека некој се плаши од различните. Тоа е повеќе некое, можеби, неразбирање, евентуално не сакање на таа група на луѓе, но како фобија не го сметам како такво. Јас лично не се сметам ни за хомофоб, ни дека не ја сакам таа група на луѓе. И мислам дека во нашето општество можеби има дел кои може да се наречат хомофоби, но не некој голем процент од популацијата. Добро, дел од луѓето кои што ги поддржуваат правата на ЛГБТ заедницата и се борат за истите, велат дека хомофобијата, која ја детектираат дека постои, е причина за физичко насилство врз оваа заедница. Сметаш ли дека има корелација меѓу хомофобија и физичко насилство? Па мислам дека не, бар во нашата земја не. Може некој изолиран инцидент кој можеби не е поврзан со неразбирањето и плашењето или со хомофобијата конкретно за физичкото насилство, но физичко насилство буквално секој индивидуа во нашата земја е изложена, може дури за паркинг место да ти истепаат, така да не мислам дека конкретно хомофобијата била причина за некој голем инцидент или повреди на некој од ЛГБТ заедницата. Билјана, на што се должи отпорот на, еве како што кажа и Зоки пред малку, дел од македонската јавност кон припадниците на ЛГБТ заедницата? Значи на незнаење, на стереотипи, на погрешни сознанија? Значи, во принцип, мислам дека, добро, во светски рамки, апсолутно станува се уште збори за насилство и за дискриминација и за неразбирање на тоа. Меѓутоа, особено кај нас, значи, зборуваме за еден менталитет, за еден начин на размислување кој што е многу застарен. И пред се мислам дека треба, доколку се работи нели за човекови права, затоа што не сакам сега тука да зборувам само за ЛГБТ, туку општо за човекови права, дека треба многу да работиме на менување на тој мајндсет. Луѓето кои што се дел од ЛГБТ имаат проблем надвор, имаат проблем некој од нив, повеќето од нив дома. Значи тие треба да се соочат со, да речеме, не знам, патриархален начин на воспитување. Треба да се соочат со, доколку сакаат да се отворат, да излезат и да кажат кои се пред се со нивните дома, кои што можеби и не се толку либерални, најчесто не се. Значи, гостинот што беше во минатата емисија рече дека хомосексуалноста била како беше несвесно воспитание. Не, туку хомофобијата е резултат на несвесно воспитание. Значи, сите оние кои што имаат дискриминаторски став кон одредени групи, без разлика дали е, не знам, национална, верска, ЛГБТ, кои што имаат и да се вратиме на една тема од претходните емисии кон жената, дискриминаторски став, уствари е резултат на погрешно воспитание. Погрешно. Она што го дискутиравме и во
претходното издание на оваа тема, значи со Кочо и со Владко, е дека бројот на лица кои што се декларираат, значи како геј, би, транс, не може да се процени, бидејќи малтене таа група, таа популација е во еден вид на илегала. Дали мислиш дека е можеби полесно да се бараат права кога генерално јавноста одредени барања ќе ги поистоветува со конкретни идентитети, со конкретни личности. Значи кога би скочиле тие луѓе би се декларирале, значи дека се геј, ќе се знаат прилика за колкав број на популација се работи, дека тоа навистина сериозна група, дека ете тоа и тоа им се случува во нивниот живот, на нивното работно место, во нивниот приватен живот. Значи дали би било тогаш полесно да се прифати дека да, таа група тука постои во Македонија и да, таа група има навистина сериозни проблеми да ги оствари своите човекови права во оваа држава. Значи верувам дека со повеќе работа и со тоа повеќе луѓе да излезат и да ги бараат своите права, апсолутно би се постигнале многу повеќе резултати. Значи верувам дека дел од нив навистина не можат да излезат, затоа што може да им зависи работното место од тоа. Затоа што може да им зависи дали ќе бидат, ако се студенти, значи може да имаат проблеми во школа, меѓутоа добар дел од нив мислам дека можат. Значи веќе се прават некои први чекори, ама тоа е малку. Надвор се работи многу повеќе. Значи надвор не само невладините организации, не само јавните личности, значи зборуваме за многу селебритис, ако така можеме да ги крстиме, кои што се отвориле, кои што излегле на сосема е друго некаде каде што е голема држава, каде што има многу познати личности кои што можат тоа да го направат. Кај нас е тоа малку потешко. Меѓутоа треба да се почне да се работи. Значи кога можат големи организации да поддржуваат тоа, кога можат јавни личности да го поддржуваат тоа, зашто да не пробаме и ние? Мислам, Јас имам едно прашање тука се надврзам. Кои права би сакале оние да ги добијат, пошто јас не сум информиран дека некое право дека се лишени од некое право. право. Јас сега сакав да те прашам, значи со оглед на тоа дека Кочо кажа дека легализацијата на истополовите бракови во моментот не е на нивната листа на барања која што оваа ЛГБТ заедница ги очекува, кои се оние работи кои што ја плашат македонската јавност, така да кажам, од кои што јавност има уплав кога ќе се спомне ЛГБТ заедницата? Па минатата емисија го слушнав Кочо и беше малку контрадикторен. Рече дека не сакаат да имаат, не бараат истополови бракови, но сакаат да ги добиваат правата кои следуваат со бракот. Тоа не ми беше јасно како го поврза. Сака да добива права од брак, а не бара брак. Како партнерски однос. заеднички живот, знаеш законот каков е. Да, не мора да е 2 години. Добро, значи дали нивното барање на правата е чисто Добро, поврзано со материјалната вредност. Не само, значи јас ќе се вмешам. Јас на пример не мислам како Кочо. Јас сум хетеро, значи он си има нели негов став и плюс професионално ангажиран. Јас значи гледам сосема од страна, меѓутоа сум крајно либерално и воспитана и тоа се моите ставови. Значи јас мислам дека треба да има истородови бракови. Зошто да нема? Значи во Америка, да се вратам и на претходното прашање, се работи на тоа многу поинаку. Значи ти имаш серии телевизиски кои што се многу популарни, каде што се промовира не само истородови бракови, туку и семејства, двајца исти родители да чуваат, мислам, родители од ист пол да чуваат дете. Значи тоа е нормално затоа што само така се гради, се работи на тоа да се развие свеста. Точно дека живееме во општество, значи не само во Македонија, општо дека живееме во општество кое што многу светлосни години е назад од она што стварно би требало да биде. Значи зборуваме за некоја си утопија во која што сите би биле. Ама зошто да не се работи на случајот? Они работат на случајот. Модерн фемилија имаме. Зоки, дали се слушнал за дискриминација врз сексуална основа во работна средина? Дали познаваш можеби луѓе со таква сексуална определба кои што биле дискриминирани затоа што се со хомосексуална, транссексуална или бисексуална определба? Значи, до сега немам слушнато бар во нашата држава дека некој затоа што е хомосексуалец е бил дискриминиран на работното место. Посебно сега во пазарно стопанство, не верувам дека има и газди, колку и да се конзервативни, дека ако некој работник му работи добро, вредно, ги исполнува сите барања што се побарани од него, дека газдата би го избркал него. Тоа мислам дека е апсолутен нонсенс,
без разлика дали си хомосексуалец, дали си припадник на некоја друга вера, раса или не знам што. Мислам дека кај нас е бар за таа работа доста либерално. Не сум слушнал некој негде да бараат при интервју да прашуваат за хомосексуалноста, ниту пак од која ќе се дознае, нели се шпекулира, можеби е, можеби не е, па да биде избркан некој човек само затоа што бил хомосексуалец. Тоа би било некаква екстремна мерка да го избрка човекот да добие отказ заради својата сексуална пределба, но доколку некој се декларира така, како ќе го прифати неговата најблиска околина? Значи, стави се ти во конкретната Јас лично луѓето ги делам како луѓе, како единка. Не ги делам како група. Значи, ако човекот, не знам, машко, женско, без разлика какво да, ако со мене окей, ако си имам нормален однос како другари, како не знам, колеги, интересно ми е да се дружам со него, мене не би ми сменило ништото. Зошто тогаш би сменило дали тој човек или таа жена живее приватно со партнер од истиот пол? Па тука веќе доаѓа до концептот за брак и семејство. Затоа што концептот на бракот е нели да се направи семејство, да има деца, да се проложи низата на двата партнера. Сега, кога двајца се од ист брак, од ист пол во брак, тоа не може да имаат деца, што би направило, нели би почнале луѓето да говорат како зашто они се во брак, нели бракот треба да Институцијата на маж и жена. Да, институција на маж и жена, традиционална вредност. Понатаму една од големите религии не дозволува брак, не дозволува, туку не поддржува брак од ист пол. Но никој не вели дека мора да бидат религиозни, нели можеби да се атеисти, Да. агностици. Никој не вика дека религија мора законите да влијае бидат врз врзани јавното со мислење. религиските. Не, ама Но тоа зошто, веројатно на пример, мислиш. ти имаш многу геј бракови, каде што, добро, доколку се двајца мажи, обично посвојуваат дете, но меѓутоа не е ни исклучено дека некој од нив може да оствари биолошко потомство. Кај жените е уште полесно, значи тие можат и многу често се случува да исто така остварат, значи да родат дете без разлика на кој начин е тоа дете продуцирано. Значи некогаш е резултат на На Добро, а што на ин правиме витро, да, во случај сега тоа дете се запишува во школа, или знаеме дека децата прво што ќе им падне на памет, го кажуваат, немаат влакна на јазик, посебно во оној период од прво до четврто, пето деление, и кога ќе дојдат на родителска двајца татковци. Како тоа дете ќе се чувствува во неговото окружување, кога овој со двајцата татковци. Ма затоа во Америка се работи на тоа да тоа се свати нормално преку баш таков тип на серии како Modern Family, како Will and Grace, не знам. Значи не дека не ги ни гледам нешто многу и не ми се ни нешто многу интересни, али у принцип за тоа се направени. Значи направени се за ти да можеш да почнеш нормално да го доживуваш тоа што е и онака е нормално. Како би Значи, реагирале дали е и нормално? двајцата кога вашето дете би кажало дека има сексуална определба која што не е хетеросексуална? Значи јас сум тотално Ќе го прифатиш тоа? тотално поддржување. За окей? Ќе можеш нешто да го повториш? Како би реагирал кога твоето собствено дете ќе ти каже дека не е хетеросексуалец, дека има сексуална определба некоја од овие што ги спомнавме, хомосексуална, транссексуална, За бисексуална? тоа треба почекаме 18 години најверојатно, пошто не имам дете ништо за 18 години се менјава. Хипотетички дали Хипотетичко Све- прашање. Да. дали би ги надминал тие конзервативни Па ставови се во име надевам дека на нема да љубовта имам на потреба своето? да го слушнам тоа, не знам. Ама што ако? Што ако Рече се надевам дека нема да имам, значи сепак мој негативен ставот. Добро, дали се геј парадите вистинскиот начин на борба, имајќи предвид дека хетеросексуалната популација е особено чувствителна на овие геј паради, сметајќи ги во најголем дел дека се екзибиционистички. И некако провокација ги Да, доживува. мислам дека тука е проблем со зборот парада. Значи повторно е предрасуда во прашање. Значи вистината зависи од перцепцијата, нели? Но добро, тие самите така ги Да, оспорваат. знам, меѓутоа е проблем со зборот парада. Значи оние кои што имаат проблем со тоа имаат со зборот парада проблем. Да е зборот протест или акција или што да е, нема да имаат проблем со тоа. Значи самиот збор го предизвикува тоа парадирање. Иначе да, се вистинскиот начин, нема друг начин.
Другиот начин За да е се да постигне видливоста. да имаат поддршка, да можат да прават медиумски кампањи, да можат да излезат надвор. Немаат. Значи ние немаме такви невладини организации. Ние ги немаме тие средства овде за да може јавно да се излезе, да се Има ли медиумска поддршка на таков тип на активности кај нас? Кај нас Дали не. би имало? Кај нас не, а би требало да има. Соки, кога се договаравме за разговорот, ти категорично ми рече дека си против такви паради. Да. Зошто? Па тоа мислам дека е рекламирање на својата различна сексуалност од грото луѓе. Повеќе мислам дека се рекламираат самите себе што одат, отколку што имаат некоја цел да добијат права. Мислам дека е премногу екзибиционистички потек. Не знам, јас не сум слушнал луѓе што се хетеросексуалци да парадираат затоа што се хетеросексуалци. Сега го слушнав Кочо минатиот пат како кажа дека На улица на постојано улица, се случува, да, кога се држат машко и женско на рака, тоа е парада на хетеросексуалците. Тоа е Не, добро, сега значи на страна тоа што е на куча ставот, ама Ива, јас ти кажувам дека Ива и ти имаш проблем со зборот парада. Што ако е протест за барање права? Ако го крстиме така, за ако не кој го права? Јас крстиме пак не парада. сваѓам кои права треба ги бараат. Пошто јас мислам дека ги имаат истите права како јас што ги имам, буквално. Епа, тука е проблемот. Значи, пак зборуваме за нешто што се вика толеранција и недискриминација. Значи, не зборуваме дека ти сега, јас барам некакви права, какви права бараш ти. Значи, работата е немање на толеранција, Права да не бидам стигматизиран. да, право да не бидам стигматизиран, точно тоа е. Јас мислам дека го има тоа право. Не знам, има буквално на сите позиции во нашава држава има од политичари, новинари, глумци, актери, музичари, полицајци, спортисти, има хомосексуалци. Кои што не се јавно декларирани, Каде се- кога би кој биле кажа? јавно декларирани, а има уште повеќе кои не се јавно декларирани дека се хетеросексуалци. Добро, но имаме и пример на јавни личности кои што како полза го користат тоа токму сексуалната определба, да речеме Буки 13 изгради, са нема да бидат среќни со изборот што го направив, но како пример е релевантно дека и го изгради целиот имидж на база на тоа флиртување или парадирање со таа негова мистериозна сексуалност. Така што може да се рече дека и некои други јавни личности не го кријат, не ја кријат својата сексуална определба и ама тоа сега не пречи. Тука зборуваме на за тоа, некој не изолиран ме пример исклучат. кој што не е апсолутно репрезент во Америка, само Америка 100 пати, нема врска. Некаде надвор, значи зборуваме за познати актери, кои што не парадираат, ако еве да го употребам зборот со тоа, туку излегуваат јавно и кажуваат дека дај, јас сум тој кој што сум, ти треба да ме почитуваш таков каков што сум. Значи тоа е тоа што треба да го Веројатно да го му сватиме. искажувањето на сексуалната определба не е ни вест веќе. Мислам се сваќа како нормална. Уште има, појава. значи уште има проблеми. Еве баш денеска читав, имаше баш денеска излегаа сите оние артикли, баш по земји каде колку како што. Меѓутоа, дури во некои екстремно католички земји е сосема нормално на улица да се прошетаат двајца мажи. Значи зборуваме за екстремно католички земји, али земји кои што сепак се дел од западниот свет. Само за мала споредба, само 10 земји од 200 што ги има во светот, го имаат легализирано бракот еднополовиот брак. Но легализацијата, значи формалното законување на бракот, како такво, нема да дали е тоа усвоено во државата или не, нема да ги спречи луѓето да уживаат во типот на љубов што ќе ја одберат, не. Значи вие може да не го легализирате бракот, тоа нема да спречи луѓето кои што се хомо, би или транс да се определуваат за луѓе кои што им се нив блиски, со кои што сакаат да ја споделат љубовта. Значи тоа без разлика дали они имаат право да го искажат своето мислење, дали имаат право да парадираат или не, тоа нема ги спречи да го сакаат тој што го сакаат. Па зошто тогаш да не го легализираме кога веќе и онака ништо нема да го смени? Бар да биде формално. Пак мислам дека традиционалните вредности, религијата треба да се почитуваат бар во овој период. За понатаму, како ќе се одвиваат настаните, баш наталитетот ни е доста паднат, треба да се поработи на зголемување. Зоки, Билјана, ви благодариме што бевте дел од Зебра, на сите што не пратија на Зебра онлайн МК. Ви благодариме исто така. Довидување.